9 часот точно, знаете дека овој термин е резервиран за нашите гостувања секојдневно, а секојдневно и се трудиме да бидеме позитивни, креативни, да ви ги представуваме токму таквите луѓе, така ќе биде и денеска. Млади средношколци од Средното училиште Орце Николов има иницијатива, направија едно убаво видео каде што ги повика јавните македонски личности, тоа доста популарни, успеа во тоа да ги убедат да кажат што прават дома, па на линк го имаме и Матеј Јордановски кој што ни се јавува од својот дом, се надевам дека конекцијата е во ред. Матеј, добро утро најпрво, дали си наспан и како си да те прашам? Добро утро на сите. Да, наспани, мора са бајлечки. Јас сум Матеј Јордановски, ученик во Орце Николов, втора година, и јас и мојот другар Боријан заедно направивме едно дело, што најпрво ни беше домашна задача по македонски, но решивме да не биде една обична домашна и да не биде само за оцена, па затоа решивме да направиме нешто креативно. И ето тоа испадна. А добивте ли оцена сега за видеото кое што ќе го видиме за кратко? Оцената беше феноменално, огромно 5+ за вас. Така, 5+ добивте. Добро. Направивте видео, како што кажа, со македонските јавни личности и кажа што ќе прават дома. Дали е така само тоа? Да го потврдиш? Да. Ете така. Целта беше да ги вклучиме различните генерации во овој проект и така и ние тинеџерите, па така и познатите личности да кажат што прават дома. Добро, одлично Матеј, да го видиме видеото кое што трае околу 5 минути, па веднаш потоа се враќаме да го искоментираме и имам неколку секако прашања да ти поставам. Да, живи. Ние сме дел од генерацијата Z. Сакаме дружби, сакаме патувања, сакаме да спортуваме. Зависни сме од социјалните медиуми. Ние сме деца на дигиталната ера. Секогаш брзаме и немаме баш време за се. Но, наеднаш се застане. Сега нема каде да брзаме и имаме премногу време. Прашањето е како да се задржи позитивниот дух и доброто расположение. Здраво, јас сум Гора Светковски, јас сум актер. Овие денови во изолација ги поминувам прилично лабаво, затоа што успеав да ги средам и поправам сите работи во домот кои што не функционираа. Си го ишчистив подрумот, си ги средив сите работи што беа отштрафени и разлабавени, така што со тоа си го вежбам умот, физичките вештини. Останете и вие, уживајте, ќе потрошите малку, но после тоа ќе се вратиме на стандардните обврски. Поздрав! Како јас го одржувам позитивниот дух? Со добра мисла, со добра книга, со играње на многу гласна музика, добра серија, добар филм. А за вас, дечки, би ве замолила да останете дома, слушате ги родителите, пишувајте редовно домашна и слушате ги професорите. Што повеќе седиме дома во овие денови, толку поскоро ќе излеземе и сите заедно ќе се држиме повторно на улиците. Поздрав! Здраво, јас сум Тодор Гечевски, поранеш кошаркар и сега спортски директор на Кошаркарската федерација на Македонија. Моментално спортот е исклучен скроз, нема тренизи, нема надпревари. Комуницираме преку телефон, преку социјалните мрежи и се обидуваме да изнајдеме најдобро решение што ќе ја врати кошарката на правиот колосек. Во слободно време пратам случување на социјалните мрежи, а исто така сакам да прочитам и некоја интересна книга. Ви благодарам на вниманието и спортски поздрав. Здраво на сите, јас сум Илија Волчевски, актер по професија. Ви препорачувам да го искористите времето за да направите некоја работа што ви е важна, што сте немале време до сега да ја направите и да се чувствувате продуктивни и корисни. Здраво друштво. Овој период кога треба да сум дома, читам, вежбам на Orbiter, играме board games, играме асоциации, играме на PlayStation. Ви препорачувам да правите она што ви е интересно. Се разбира да не забравите да читате, да вежбате, односно да останете физички активни и се разбира да бидете креативни во наоѓањето на занимациите кои ќе ви го прават денот поинтересен, поубав и поисполнет. Чао, чао! Сега сите имаме поинакво време, за поинакви работи, во поинакви услови. Во ова поинакво време, ние пак учиме и комуницираме, ама онлайн. Се прилагодуваме. Се прилагодуваат и професорите, и нашите родители, а дури и бабите и дедовците. Ова поинакво време веројатно ќе на направи и подобри и позрели личности. Но ние сакаме да се врати времето
во кое немавме време за се. Сакам да се врати времето во кое немам време да спијам, но затоа имам време за тренинг. Сакам да се врати времето кога чекаме да дојде викенд, да идеме на журка и да се забавуваме со другарите. Сакаме да се врати времето, да одиме во школа. Да волонтираме. Да возиме на памтрек, да одиме на водна. На утакмица. Во театар. На кино. На концерт. На роден ден. Сакаме да постираме. Лекуваме. Шеруваме. Затоа да останеме дома, здрави и во добро расположение, да ги победиме карантинот, маските, ракавиците, социјалната дистанца и побрзо да си го вратиме времето што го немаме, во улога на големи победници и уште поголеми и подобри личности. Ете како младите ученици од средното училиште Орце Николов, една домашна работа, задача за домашна работа од професор по македонски јазик, им доаѓа идеја да направат едно вакво интересно видео и при тоа станува вирално и се споделува на многу на социјалните мрежи. Матеј, како токму вие го иницииравте ова, ме интересира, бидејќи еве јас сум бил во средно училиште, кога ми давале домашна задача, никогаш не сум бил еве волку креативен. Па ја мислам дека најмногу карантинот ни помогна за да го направиме видеото, затоа што имаме многу слободно време и имаме време да направиме нешто креативно. И та дома седиме, учиме, домашни пишуваме и зашто да не биде само за оцена, тука да биде нешто што може да го видат и другите и да видат дека ние тинејџерите знае да направиме нешто креативно. Да, тоа и се приметува, ме интересира колку луѓе беа вклучени во самата акција, дали бевте само ти и ќе ми кажеш како се вика твојот партнер во видеото или повеќе ученици беа вклучени? Значи, главната идеја беше моја и на Борјан, мојот соученик, но во проектот беа вклучени многу наши другари, како и многу познати личности, па така да благодарност до сите што беа дел од овој проект. Сега кажа дека си добил петка за овој проект, дали Петка плюс. Петка плюс, извини, петка плюс. Дали беше твојата идеја најкреативна или пак можеби некои другите ученици им текна вакво нешто слично или беше единствен? Затоа што беше вклучена опцијата да се напише текст, да се направи стрип за како го поминуваме времето ние дома за коронавирусот. Повеќе ученици направија со својата креативност, се ја искажаа креативноста и направија доста добри видеа, како и еден одличен стрип. Така да не бевме само ние, но еве ние го представуваме нашата школа тука и нашата домашна. Одлично, баш ми е мило и супер споено како целокупен проект. Во видеото се појавувајте Горас Цветковски, Катарина Ивановска, Тодор Гечевски, едни од најдокажаните имиња кога станува збор за шоу бизнисот. Кажи ми, кој беше најтежок да се договори и колку е тешко да се договорат вакви имиња, при тоа да сте само ученици од средно училиште? Па затоа што сме само тинејџери и ученици од средно училиште, моравме да бараме врски преку нашите родители или преку нас самите, за да дојдеме до контакт со тие, дека сепак се познати личности. И искрено немавме проблем со контактирање на никој од нив, така да успеавме во нашата цел. Дали им интересира, еве кога веќе ги имате тие конекции, контакти со тие јавни личности, можеби понатаму, како ученици, карантинов ќе трае секако уште некој период, би ги искористиле за некакво интервју, например? Зависи ако се нафатат, секако. За да добиете Зашто да петка не? плюс пак. Да, обавезната, ако се нафатат, нема проблем. Ако имаме и креативна идеја, секако. Да, баш ми е мило. Сега видовме како го поминуваат времето јавните личности. Забележавме и видеа, новата апликација TikTok за тие што не знаат. Младите моментално најмногу посветуваат време и креираат видеа токму на оваа апликација. Кажи ми ти лично, како ти го поминуваш времето овие 2 месеци во време на пандемија? Овие 2 месеци најчесто пишувам домашни, играм на компјутер, гледам некоја серија. Па сега кога ги олабавија мерките почнав и да возам точак секојдневно, така да мора да го поминуваме своето време. Исто така почнав и да креирам веб дизајн, со веб дизајн да се занимавам, зашто мора да се пополни времето дома. Сепак за тоа е карантинот. Браво.
онлайн наставата е најактуелна периодов. Кажи ми како оди? Најпрво. Оди солидно, дури подобро од очекуваната. Ни дава домашни предавања за секој предмет, така да не сме исклучени од образованието во никој случај. Кажи ми кои се позитивните, а кои се негативните страни, бидејќи еве до сега во утринската на Добро утро секој утро на Алфа имавме гостувања на професори, но ученици се уште не сме слушнале, па еве твоја видна точка на ова гледиште. Позитивни страни се тоа што имаме повеќе слободно време за да ги извршиме задачите, затоа што професорите ни даваат доволно време за да ги извршиме задачите. Но има повеќе негативности затоа што нема интеракција со професорите, како не е тоа, не е образование од преку онлайн. Подобро е во училиште да се задружи со другарите, заедно да бидете на часови, да слушате. Тоа, тука сакав да ти поставам барем едно прашање, што ти недостига најмногу, бидејќи онлайн учење и сам во соба немаш, нели, како што каже, интеракција со соучениците, те немаш ниту физичко, барем малку да потрчаш, тука едноставно седиш на компјутер и ме интересира дали учењата ви се одвиваат со наставникот и буквално целото деление на Skype заедно. Не, тоа не се случува затоа што и нема доволно услови за тоа, мислам, дека се уште треба да се подобри тие страни, но сепак и ваквата настава со домашни што ни ги задаваат е доста добра и продуктивна. Дали ќе заврши наставата до јуни, дали ќе според наставниците што велат, дали ќе завршите на време? Немаме дадени информации, но според тоа што го викаат на телевизија и што го слушаме, најверојатно ќе заврши. И така и треба да биде, затоа што ние сепак дома учиме и ги завршуваме работите кои треба да ги завршуваме на школа редовно. Тоа, според 3 месечие, полугодие, дали на времено ги добивате оценките и бидејќи е 7-6 мај, кој сме 5 мај, бидејќи е 5 мај, дали се очекува за месец дена, дали според оценките кои што ги добивате ќе завршите? Па најверојатно да, затоа што веќе ги добивме тромесечните оценки и сега следат полугодишните. Да, ми спомена позади камерите дека си втора година средно, така да ти нема да го имаш оној проблем како матурантите. Оваа година, за жал, најверојатно нема да доживат матура. Сега и покрај тоа што си втора година, сигурно контактираш, имаш другари од четврта година. Кажи ми како се расположени тие, што велат на оваа ситуација? Па мојата братучетка сега моментално е матурант. Многу е жална ситуацијата затоа што сепак се спремаат за овој момент за да идат во странство или тука на факултет. И да не им се даде таа можност е многу, не знам, не е како што треба, не е во ред, но сепак она изјави дека така требало да биде и така најдобро ќе биде. Да, покрај тоа што е пандемија, сепак најбитно е нели здравието, но јас сум имал матура и сите ние сме имале матура, ти тек ќе дочекаш едно од најубавите моменти во животот што сите ние ги паметиме. И како за крај на овој разговор, ти недостигаат ли училишните клупи? Дали искрено, ама искрено, бидејќи сите скивираме колку и да сакаме да не одиме или да одиме во училиште, дали тебе ти недостига буквално станувањето во 7 наутро и да одиш на училиште? Станувањето во 7 наутро не, ама да идам во училиште да. Затоа што сепак таму сакам да ги видам и професорите, да имам интеракција со другите, со другарите. Онака, сакам да имам брз живот, не само да седиш дома и да лежиш во кревет, да гледаш серија, туку да станеш, да имаш некоја мотивација за да научиш нешто за тест, за подобра оцена и така. Така, се согласувам дека на сите нас ни треба малку побрз живот и забава. Мате, ти благодарам за интервјуто, ти благодарам и што сте креативни, што направивте едно такво убаво видео, што ни представивте што прават јавните личности, а и вие учениците, така да се слушаме во наредна прилика и се надевам дека повторно ќе имате некаква креативна убава идеја. Благодарам што ме примивте, се надевам и за следни соработки и за нови креативни идеи.